Почитувани гледачи, добар ден, јас сум Срđan Ивановиќ, а ова е ново издание на емисијата За или Против. Констатирана е ескалација во односите со Република Бугарија, а оваа констатација дојде од државниот врв, поточно премиерот Христијан Мицковски, тоа го потврди во неговиот последен јавен настап, а претходно и министерот за надворешни работи го кажа истото. На оваа тема и за некои други слични работи ќе разговараме со моите вечерашни гости. Тука со нас е поранешниот амбасадор Маријан Ѓорчев. Добро вечер. Добро вечер. Исто така поранешен амбасадор Ивица Боцевски. Добро вечер. За вашите имиња веројатно може да се наредат еден голем број на титули и функции, но денеска ве викаме во улога на амбасадори, па затоа така и ви се обраќам. Ајде. Се надам дека вред, нели? Добро, ајде, Ѓорче, вие сте највозрасен, да ви дадеме предност на почетокот од оваа емисија. Како што реков во најавата, констатирана ескалација на односите во Бугарија. Тоа, значи, нашите политичари малку го одбегнаа, веројатно, дипломатскиот речник и кажа дека односите со нашиот источен сосед не се на највисокото ниво, иако подолго време имаме проблеми, сепак ваква ескалација на односите не сме забележале, ја мислам никогаш во историјата на независна Македонија. И јас би прашал зошто баш сега. Значи, да дадам една мала увертира, имавме нели она несрекно, многу невкусно палење на автомобилите на бугарската амбасада во Скопје, па за 2 дена беше гласањето во Европскиот парламент, каде што дебатата беше исклучиво за тоа. Нели, таму очекувавме да се трне оној несреќен втор протокол од извештајот за Македонија пред Европскиот парламент. Не успеа тоа, бидејќи нели дебатата беше Македонија не успева да ги заштити дипломатските мисии на другите земји. Потоа имаше и она вадење во јавност на она дипломатска нота каде што беа кажани сите детали за обезбедувањето од потесното семејство на премиерот и дојдовме нели до една ситуација во која што односите помеѓу Република Македонија и Република Бугарија се на многу ниско ниво во време кога нели сите очекуваме некакви преговори, некакво надминување на ние проблеми. Какво е вашето мислење? Па од моја нагледање само наивен човек можеше да верува после 1 август 2017 и таков еден несреќен и некадарен договор за пријателство, соработка и добрососедство, дека ние ќе можеме на равноправна основа да разговараме со Бугарија. Тој е толку нереципрочен договор, толку штетен по интересите на Република Македонија, што јас не гледав и тогаш и сега како ние ќе ги подобриме односите при таков договор, при такви одредби во договорот, во преамбулата, во членот 5, во членот 8, во членот 11. Искрено да кажам, не ми е јасно зошто помина 9 години, никој не го покренува прашањето дека тој договор е билатерален и дека тој договор во член 13 став 2 содржи многу јасна одредница дека договорот може да биде надграден, односно дополнет по дипломатски пат и другата страна треба да одговори на предложените амандмани со прифаќање или неприфаќање во рок од 1 година. Тоа беше шанса, сето она што беше несразмерно пишено во договорот да биде на некој начин исправено, без разлика дали Бугарија тоа ќе го прифатеше или немаше да го прифати, ние имавме шанса да кажеме и во делот на историјата, и во делот на комисиите, и во делот на одредбите кои се однесуваат за говорот на омраза, отварањето на архивите, да бареме реципроцитет за бугарските граѓани со македонска самосвест од 58 до 89 што се случило со нив во разни... Дори имаме сега и пресуди пред Меѓународниот суд на правдата. Значи, едноставно, основата е Македонија треба да свати, ние како сите влади во Македонија, зависно која ќе биде, дека тој договор е штетен, дека тоа е катастрофална грешка и дека заради таа грешка ние ќе влечеме, според мене, децениски неуспеси во градењето на добри односи со Бугарија. Тоа е мојот став. Боцевски. А потоа дојде, велите зошто загрозување, дојде времето во последните 2 месеца. Значи Бугарија реагираше жестоко на нашата иницијатива да бидеме дел од иницијативата Трите мориња. Бугарија реагираше исто така
се спротистави на акцијскиот план за малцинства, а ретко кој може на Македонија да ги проговори за малцински прашања, решавање на малцински прашања после рамковниот договор од 2001 година, така што сите овие после, би рекол, непријатни појави околу кажавте палењето на возилата, кое што во најмала рака е сомнително пред гласањето во парламентот, самиот вординг на бугарските пратеници, европарламентарци во Европскиот парламент, кажува дека навистина постои една зголемена нишка на агресија од бугарска страна и ќе треба ние внимателно да го проучиме тој и да видиме како понатаму. Буцевски, дали Румен Радев, неговиот кабинет кој од неодамна е формиран во Бугарија, придонесува за овие тензии? Тој беше председател, но Бугарија немаше влада долго време, тоа беа експертски влади. Сега зборуваме за нијанси. Зборуваме за нијанси, меѓутоа од нивна страна имаме една конзистентна политика која што трае многу подолго време, да се разбереме. Ке го дополнам, Марија, не дебатирам, него само го дополнам позитивно, и Социјалистичка република Македонија во однос на Народна република Бугарија во однос на малцинската права беше неколку копија над неизе. Да се подсетиме, во Македонија најчесто припадниците на бугарското малцинство во Југославија во Скопје студираа. Огромен дел од нив остана тука, се декларираат како бугари на пописите и никому влакно од глава никогаш не му фалело, тоа прво. А второ, и познаваме многу такви луѓе. Радио Скопје емитираше програма на бугарски јазик. Точно. И на грчки јазик. Намерно ги кажам овие два јазици за имаше и други јазици, но не е битно. Точно, чисто за да ги извлечеме нештата. Признавањето кое што дојде од Бугарија како прво признавање на Македонија, затоа што сега се отвори и мемуарската литература, се отвараат и архивите, сега гледаме кој била заднината за тоа признавање. И тука има заднина. Владата на Желјо Желев, да. Кој беше тоа признавање? Заднината на тоа признавање била дека не било едно искрено подавање рака кон еден нов сосед, кон една нова нација полноправна, туку тоа се сметало и ден денес се смета. Има една карикатурална представа кај бугарите дека нивната нација се хомогенизира некаде во 6-тиот век и потоа на Балканскиот полуостров обединето плови низ историјата, обединета, заедничка, до 1944 година, кога доаѓа Тито и југословенските партизани и го перат мозокот на еден дел партизаните. Да кажем, на еден дел од бугарската нација, па кога тој дел на бугарската нација ќе се демократизира и европеизира, ќе легне во кревет како македонци со испрани мозоци, ќе стане како демократски европеизирани бугари. Делува карикатурално од наш аспект. Не е така во Софија. Сме седеле на маса. Во ова веруваат за жал и луѓе кои што секој софијанец ќе ви го каже истото. Во ова веруваат за жал и луѓе кои што споделуваат најлиберални гледишта, ги гледаме во најлибералните конференции глобално. И сега секое пораѓање на секоја нација е болно. Ниту грчката нација, ниту српската нација, ниту бугарската нација тек така не беа примени во друштвото на нациите. Еве сега дојде нашиот дел. Не оспоруваат оние кои што ни беа долго време сојузници во борбите за културна автономија, за емансипација од Рум-милетот, за црква на словенски јазик и така натаму. Значи, ние имаме една долга, убава историја на соработка, но имаме и историја на конфликт. Проткаени се. И едната и другата историја, ако можем така да кажем. И сега ќе се вратам на ова повторно. Желев, нели го споменавме. Една од фактите што ние го забораваме е дека првата официјална посета на Желев на Скопје заврши со скандал. Сме работели 20 во дипломатија. Може ли да подсетите малку како изгледаше тоа? Ретко не е мал скандал која ќе биде официјална посета прекината демонстративно. Желев ја прекина првата посета демонстративно затоа што одби да потпише документ, договор. Меморандум беше тогаш, не беше. На македонски јазик? На македонски јазик. На македонски. Прва посета, пази, 92 зборуваме. Значи, веќе тоа требаше да даде некои сигнали и смерници. Мислам дека малку нас не занесе една убава фасада додека траеше бугарското претседателство со Европската унија. Претпоставам затоа што рефлекторите беа на Бугарија, тогаш требаше да прикаже едно поинакво слика на земјата.
И тогаш се случи оној настан кој што беше, ми се чини, символичен, врв во независноста, кога премиерот Борисов дојде на одбележувањето на испраќањето на македонските евреи кон Требlinka. Не се одважил ниту еден бугарски функционер да дојде на таква работа. Да. Тој не се извини, меѓутоа дојде, да речеме, стапка под официјално извинување, изрази жалење и така натаму. Значи, на символички начин, во овие, колку се 36 години, тоа е врвот на македонско-бугарските односи. Меѓутоа, потоа нештата отидоа во една друга насока. Јас сакам да го скренам муабетот во една друга насока. Мене ми е непријатно што има волку зла крв помеѓу двата народи, некако мораме да исцицаме. Делумно оваа зла крв доаѓа од еден факт кој што е познат во Софија, а мислам дека ние во Скопје треба со тој факт да се соочиме, а тоа е дека конечната одлука во Брисел, во Париз и во Берлин, како најклучни градови, за прием на земјите од Западниот Балкан во Европската унија не е донесена. Добро, тоа е општо позната работа. Ако е донесена таа одлука, никој нема да си игра играчки со приемот на земјите од Западниот Балкан во Унијата. Тоа се сложи. Да се подсетиме. Кога беше донесена конечната одлука да влезе Хрватска во Унијата, кога Словенија се обиде да го искористи фактот дека има членство и вето, не успеа. Беше на еден начин да се спаси лицето на Словенија. Меѓутоа јасно беше дека Словенија не можеше тоа да го спречи. Овој факт се злоупотребува од страна на Софија. Меѓутоа, ние мислам дека треба од наша страна исто така да се поставиме на еден начин, да се соочиме дека нема јасна, догледна и да речеме перспектива за членство во Унијата која што ќе се реализира задутре, условно кажано. Да. Додека не е тоа случајот, ќе се случува ова од страна на Софија. Значи, они се во една комотна позиција. Никој не се тревожи околу тоа дека земјите од Западниот Балкан треба да влегуваат во Унијата утре. Додека е тоа случај, ќе се случува што се случува. Тоа е едно, а второ, пази, разни народи живеат и нации во Европската Унија. Не сите имаат изживеани национализми и национални трауми. Па добри, ние не може да се пофалиме дека сме имуни на такво нешто. Меѓутоа, во моментов, за жал, ние сме од другата страна. Не сме ние тие кои што ги живуваме своите трауми и не сме тие кои што го живуваме својот национализам. Ние во моментов се соочуваме со една таква грда слика од сосед со кој што утре за утре ќе треба да продолжиме да живееме. Грче, вие бевте во еден период, во еден мандат амбасадор во Софија. Може ли да опишете како тоа изгледа, нели, каква е атмосферата во Бугарија, во Софија, во тие официјални круги кога ќе се спомене македонското прашање, Македонија, македонската нација, македонскиот јазик? Претпоставувам имало и анекдоти некои. Значи, јас се навратам малку порано. Јас работам со Бугарија од 91 година многу. И како стопанственик во делот на соработка со преработувачката индустрија во Бугарија, потоа како градоначалник со многу општини во Бугарија сум збратимен, како министер правевме заеднички проекти со бугарската влада во делот на агрокомплексот, шумарството, водостопанството, еколошки проекти, потоа и како амбасадор ја познавам Бугарија добро и сум работел многу во Бугарија и познавам видни луѓе од председатели на академија, кој што беше Воденичаров, нека му е лесна земјата, породични министри, председатели на Бугарија, кои што, според мене, односите на Македонија и Бугарија, без разлика што беше и овој меморандум што желев него демонстративно ја напушти Македонија и 93-та, кога во Бугарското народно собрание се одби да се потпишат неколку меѓународни наши билатерални договори во однос на употребата македонски и бугарски јазик, се до она фамозна 99-та година, кога се постигна една согласност со Петар Стојанов и Иван Костов, бев таму, кога прифатија, нели, да се потпиша договорите согласно уставите на двете држави, ама рамноправно и на Македонија и на Бугарија. Мислам, пак ќе кажам, пресудно е, до 2017 година работите одеа во една, би рекол, скриена
агресија од бугарска страна и од наша страна разговори на премолчени вистини. Така разговаравме ние. Тие почнуваа, немојте да разговарате за бугарски граѓани со македонска самосвест, ние почнувавме ама немојте да говориме за историја, за култура, дајте да говориме за она што е живот. Тркалото на историјата не се враќа назад. Дајте да говориме што нас не поврзува. Не поврзува енергетика, правевме проекти за Белене, проектот да се вклучи македонските национални ресурси, мер тогашен да се вклучат во изградба на еден од блоковите на нуклеарната електрана Белене, правевме проектите за коридорите, правевме проекти за клепалото граничен премин, за заштита на коснот на Беласица, за наводнувањето во делот на водите на Струма, како може да се искористат во тој дел. Добро, ако ќе доеше прашање нешто вака да се... Не може да дојде ако вие се поставите принципиално, ако вие кажете вие не сакате да зборувате за македонците во Бугарија, ние не сакаме да зборуваме за историјата. Еве, јас сум бил на многу места и како владин човек, и како човек во локалната самоуправа, и човекот еве во дипломатијата. Значи, ако вие се поставите како што треба, ја имате сојузници таму, го имате, академијата ја имате. Значи, имате луѓе од академијата кои што велат, дајте македонците треба малци да ги испочнат. Имате писатели, имате политичари. Петар Стојанов, Иван Костов беа друг тип на политичари. Царот. Сега да кажете дека во тоа време... Тоа е веќе, еве, јас лично го знам цар Симеон, кога бев во амбасадор преку Паневропска унија. Кажеме на гледачите, тој беше премиер на Бугарија. Да, беше и бевме на инаугурација. Не мисля дека е цар. Со господинот Ѓоргиевски бевме на неговата инаугурација, поканети бевме таму, честитавме, имавме на вечера, беше Ганев, човекот што со Парар Македонија им се слета во Солун, иначе по потекло од Егејска Македонија, министр за надворешни работи. Многу работи има кои што можам да ги осликам во позитивен контекст. Меѓутоа, кога вие ќе подпишете таков договор во кој што им давате се што сте граделе од 92 година од јануари, 16 јануари до 1 август 2017 година, значи 26 години градите некакви односи со Бугарија. И вие најнаш подпишувате дека Бугарија има... Сега, дали е договорот што го подпиша тогашниот премиер на Македонија Зоран Заев за добро соседство? Да. Дали тој беше искра за после таа лавина што ќе ни дојде од Бугарија, бидејќи до тоа како што велите, тоа било нели еден премолчени вистини. Премолчени вистини. Видете зашто го кажувам. Видете зашто го кажувам ова. Србија преговараше исто како ние, од кога, и пазете, Србија нема договор за пријателство со Бугарија. Иако бугарите велат дека сите држави околу Бугарија мора да има договор за пријателство, добрососедство и соработка. Србија го нема тој договор и многу децидно. Имавме среќа, српскиот амбасадор по потекло, мајка му беше од Тиквешијата, борец во народно-слободната борба, и тој човек сме разговарале многу пати, бев на некои средби кај што иде. Српскиот амбасадор. Српскиот амбасадор, мајка му е македонка од Кавадарци. И во тоа време кога јас бев, Владимир Ќургус, еден прекрасен човек, и во тој контекст имав средби во кои што прашував директно врвни српски раководители, председател на собрание, председател на влада, како тоа успеа да не го подпише договорот, а бугарите да не им прават пречка кога 2013 година Србија ги отпочна преговорите без договор, со откинета територија, која што ете со судот 2008 година референдумот го призна Европскиот суд за правдата, но во секој случај тие упорно тврдеа дека нема да го подпише договор затоа што нема реципроцитет меѓу нив. Да, Бугарија не признава малцинство. Тука е. Таков е бил уставот. А ние, што е многу, значи по мене тоа е последица на шарената револуција, ни една револуција не може да биде демократска, така и нашата. По насилнички пат веднаш на 31 мај дојде на власт таа гарнитура, на 1 август веќе го подпишаа договорот. Иако пред тоа тој договор се преговараше 8 години. Значи тоа е тоа и вие подпишувате нешто неподготвени. Значи Србија немаше проблем да отпочне. Па немаше проблем и сега нема договор Србија. И пак нема проблем никаде само тука затоа што често не зборуваме нели знаеме да ги критикуваме институциите, сега тука мораме да спомнеме тоа амбасадор Ѓорчев го виде за време на подготовките, ја бев тогаш дипломатски советник кај претседателот Иванов. Значи многу јасно беа тие три точки кои што ги спомна амбасадорот кои што се сега камен на сепнување, многу јасно беа посочени од наша страна дека се спорни. И образложението зошто се спорни беше изготвено во МНР од професионални дипломати и беше дел од сите подсетници на сите македонски влади. Сега да не бидеме тука
нереални. Кога Министерството ги брифирало пратеничките групи, без разлика што беше во опозиција, никогаш немало проблем. Меѓутоа, проблемот најде во моментот кој имаше еден залет, нели, или не знам што друго имаше, да, кога целото ова акумулирано знаење што постоело во институциите беше ставено на страна за да се влезе во еден политички проект, очигледно сега гледаме безглаво, авантуристички, коцкарски. Олин ја не го употребив како израз. Да биде трагедијата поголема, затоа што се разбира, еден дел од дипломатите заработуваат од тоа, тоа им е живеачката. Значи, луѓето кои што ги изработува овие подсетници, потоа беа принудени да ги бранат овие нови позиции кои што Заев ги има подпишено. Замислете кои ломови беа тоа во македонската дипломатија. Ова кажам намерно, за да се знае дека ова не е село без кучиња, ова не е дрво без корен. Оваа земја си има свој континуитет, оваа земја си има свои институции кои што функционираат и кои што работат. Опасностите беа точно и прецизно опишани. Дури во што верувам, Зоран Заев да не ги прочитал подсетниците. Имал министр за надворешни работи. Еве имавме амбасадор кој што му посочиле, му прераскажале кои се проблемите. Не еден човек, повеќе луѓе. Фактот дека тоа било занемарено е работа која што за жал ние треба да ја дискутираме не само во публицистиката, не само во дебатите. Не е лошо една анкетна комисија на собранието тоа да го види. Тогаш народот и не беше некако особено подготвен за вакво нешто, бидејќи само што излеговме од еден деценијски спор со Грција. Никој не очекуваше деценијски спор со Бугарија. Ова беше во тука беше, нели, пред да се реши спорот, да. Ама сите бевме насочени кон тој спор, никој не го некако не беше премногу насочен кон Бугарија, сите бевме кон јужниот сосед, нели, па на Евровизија јужниот сосед се викаше никако Грција, да. Знаете, господин Ивановиќ, еве само за илустрација. Тие три спорни точки околу преамбулата и членовите за понатамошните членови 5, 8 и 11, едноставно јас бев таму амбасадор од 31 март 2016 година и во претходните две технички рунди ги водеше од нивна страна еден тегов, брилјантен доктор по меѓународно право и кој што подоцна беше амбасадор во Аргентина. Јас бев на тие две технички рунди кои што немаше шанси ние за тие три точки да разговараме. И тој добро знаеше, вика, ова го оставаме на страна. Меѓутоа, кога дојде новата влада, тие не сакаат да разговарат со амбасадата, не сакаат да ги читаат извештаите што ги прачеме ние, туку одржаа две технички рунди без амбасадата. Едноставно не почитува дека имат амбасадор. Си доаѓа на средба, вие ги пречекувате. Вие што правите тоа, си седите. Почекате надвор во холот на овие, тие си разговараат таму, прават некоја екипа, доаѓа од Скопје, тоа е и недостојно и недолично. Тоа засрамите македонската држава. Тоа бугарите со подсмев го гледа оние што се окружувањето на министерството. И тоа е показател како ние се однесувавме. Една интересна паралела. Како се однесуваат тие. Значи Рибентроп го потпишал договорот за оската, нели, на кралството Југославија без знање Иво Андрич. На амбасадорот на Југославија. Сликите таму? Не. Веќе на протоколот е, на преговорите не. Поентата е дека многу како да кажам, без никакви согледувања на тоа што го каже господин амбасадор Боцевски, дека претходно 26 години се работело, има, јас кога се спремам за амбасадор, имате тони и тони архива, и од Љубиша Гергиевски, и од Канџиски, и од Абдураман Алити, и од Ѓорѓи Спасов. Луѓето пишувале. Можете, тоа е еден архивски материјал кој што е богатство за Македонија. Вие сето тоа го ништите и најнаш решавате да донесете некаква одлука со надеж дека тоа ваше, така да кажам, изнудено, како во шахот изнудено цук-цванк, влечење на потези, ќе во однесе веднаш во Европската унија и во НАТО. Ама последиците останаат тука за Македонија и сега се гледа ова заострување односите. Сега, како и да повлечете вие било кој дипломатски потез или политички, или да побарате некаква, било каква од нивна страна мрдање на позициите, нема да се согласат, затоа што тоа е стратегија градена од 1886 година после доаѓањето на Стефан Стамболов на власт. Од тогаш македонскиот вопрос по бугарски е на дневен ред и таа точка е стално, при со некакви, да речеме, отстапувања 44-та, 58 или после период, да. Од 92 од 15 јануари до 1 август 2017, сепак имаше некакви релации
соработка, проекти. Сега вие не може да разговарате за проекти, не може да разговарате за енергетика, не може да разговарате за соработка во делот на одредени ресурси. Нема, сега се е поклопено со со политика е сега. Буцевски, пред малку го спомнавте, нели, она тврдење од бугарската страна дека Македонија е нели чеда на Коминтерната, на Јосип Броз Тито и така натака. Пред неколку дена присуства на пресконференција во Министерството за надворешни работи, таму министерот Тимчо Муцунски кажа: ако имаме заедничка историја со Бугарија, тогаш имаме различна меморија за тој дел од историјата, двете страни. Веројатно лудираше на последниот дел од заедничката историја, тоа е нели оној дел од Втората светска војна, нели окупацијата на Македонија како дел од тогаш на Југославија. Како во едни такви ставови, кога ве нарекуваат, нели, творба, вештачка творба на Коминтерната и на тогашната комунистичка власт во тогашна Југославија, како може тука дипломатски да се разговара? Па не може. Не само тоа, тука зборувавме за работа која што пречесто се користи во Софија, говор на омраза. Тоа што? Не, ова е говор на омраза. Меѓутоа, што го кажав јас? Да, апсолутно, тоа е говор на омраза. И не само тоа, па не, извини, не ти. Тоа што го парафразираше говор на омраза. Апсолутно. Не само тоа, тука може да ни сведочи тука амбасадорот. За жал, нормализиране говорот на омраза. Вие кога гледате комична емисија, начинот на кој што се представува македонецот таму, ги надминува не само границите на пристојноста, границите на говорот на омраза. Начинот на кој што се коментираат македонските политичари, македонската политика, да не кажам начинот на кој што се коментира македонската историја и историографија, е говор на омраза. Ние може да збориме, точно е, во Македонија, во кафејани, во социјални мрежи, точно има говор на омраза кога станува збор за Бугарија. Каде во јавниот говор вие сте виделе? Било кога говор на омраза кон Бугарија, во јавниот говор. На телевизија, на радио, во весник, не само сега и во комунизмот. Внимаваме на тоа. Токму заради ова се што го обидувам спомнавме. да се сетам, може имала некој виц. Земја со ваква сложена меѓуетничка структура како што Македонија секогаш имала, осетлива е на тие прашања. И земја која што секогаш е подложна на овие геополитички потреси, осетлива е на таа тема. Тие не се. Значи, од наша страна, тука може би грешиме како дипломатија, понекогаш треба како огледалото да им го покажеме, да се видат себе си во огледало. Кога зборуваат за Македонија и за македонците, Слави Трифунов на секој негово шоу, начинот на кој што не третира, начинот на кој што Крали Марко го портретира, да речеме, не да е говор на омраза, не знам како да го опишам. Меѓутоа, од ова што кажуваме некои преќутни, како е речено? Премолчани вистини. Премолчани вистини. Ние едноставно го бутавме под тепих. Така од другата страна, добро, ние многу работи. Од другата страна, ја веќе не знам, значи се доведуваме во ситуација јас да кажам, луѓе бе, јас сум македонец, прадедо ми бил македонец, зборувам македонски, тоа е говор на омраза. Како може да е тоа говор на омраза? Мислам, прво како може да ми го спориш тоа? Тие го доживуваат како тоа. А еве една карикатурализација на нашиот идентитет, тоа е нормално. И сега не е во ред. Значи, очигледно дека тука имаме на времето, еве, се согласувам, точно, и покрај тоа што беа односите и тогаш напнати, како американците што зборат, се согласувавме дека не се согласуваме. Добро. Што е добра позиција, не сме единствени. Цел свет така функционира и така се функционира. Меѓутоа, еве, гледаме дека после договорот за злососедство, посебно после оваа декларацијата од 2019 во бугарското собрание, имавме една ескалација на односите која што никако да запре. Радев, она што беше спомнато, Радев гледам дека во некои кругови во Брисел е и од него добиваат и уплав, но во него гледат и надеж. Во него гледат надеж затоа што сите знаеме онаа епизода, нели, кога Никсон оди кај Мао. Само Никсон, најголемиот антикомунист, можеше да отиде кај Мао без да претрпи политичка штета, нели, во Америка и да го направи договорот кој што 30 години требаше да се направи. Не во Скопје да е. Во Скопје. Така што некои круги во Брисел мислат дека можеби Радев е дека Никсон Брисел толку е кој што треба за Скопје и Никсон кој што треба да е во Скопје, нели?
Но не верувам. Сега, мислам дека проблемот е, пак ќе речем, проблемот е во фактот што Европа не е сериозна да затвори европската интеграција за регионот. Во моментов кога Брисел ќе каже, окей, влегувате во рамките на оваа комисија, доека да заврши оваа комисија со мандат, така, сите ви од Западниот Балкан ќе бидете внатре. Ќе се седне тогаш со Бугарија и ќе се најде начин за излез. Фактот дека тоа го нема, ги охрабрува нив од другата страна. И фактот дека тоа го немаше со години, ги охрабруваше грците. Не сакам да звучам да ги оправдувам, не сакам никој да оправдувам. Меѓутоа, често кај нас, дури кога правиме вакви дебатни емисии, зборуваме кај се погрешило, па што не сме прочитале, па што не сме знаеле. Се знаело, се прочитало. Јас ке зборам сега од аспект, и непосредно мој искуство, владите кај што јас сум бил присутен, може и амбасадорот Ѓорчев да зборува за владите кај што тој бил присутен, ништо не се пропуштиле. Сега гледаме со реформскава агенда. Значи секогаш кога на Македонија Брисел давал прст, ние не раката и пола од главата сме земале, затоа што знаеме тоа да го одработиме. Не знаеме политика, тоа е проблемот наш. Немала шанса Македонија. Значи, од Брисел кој кажува на Македонија има европска перспектива. Тоа не значило дека Македонија има европската перспектива на Полска, па ни на Бугарија. Толку во некоја недогледна иднина има Македонија европска перспектива. А ние тоа го мислевме, еве шансата, утре ќе влеземе во Унијата. Да имало шанси утре да се влезе во Унијата, мислите дека Глигоров тоа би го пропуштил? Да. Клюсев, Црвенковски, Трајковски, Георгиевски, до Мицковски, еве се и Силјановска, дека било кој македонски претседател и премиер ќе пропуштил шанса Македонија да влезе во Брисел ако тоа било на масата. Па тоа воздухот ако било немало да се пропушти, камо ако било на масата, не било никогаш. И тука мораме да се соочиме со овие непријатни вистини. За разлика од Полска, пак ја кажам, од Словенија, од Хрватска, кој што има друго поле на сили околу Европската Унија. Италија можеше душата да ја вади и на Словенија и на Хрватска. Фојбите... Да, ама не беше... Не го направи тоа. Не го направи тоа, пошто имаше јасен сигнал од Брисел. И не само тоа. И нивото општество беше созрејано дека на таа платформа никаде не иде. Таа платформа оди во поделби, во црнила и во национална катастрофа. Не само за тој што го малтретираш, него и за себе. Овдека на Балканот тоа не беше случај. И Грција ја инструментализираше, ја претвори во орудие за оспорување на македонска државност европската интеграција, сега тоа го прави и Бугарија. Не само тоа, забораваме и на оваа работа. Преспанскиот договор во Европа беше поздравен како еве договор кој што нели е излез за Македонија од Балканското црнило. Ние веднаш знаевме дека тоа така не се чита. Во Софија, во Белград, во некои кругови, не знам, секаде, во Приштина, во Тирана, тоа се читаше, овие стварно се вештачка нација. Притисни уште малце и да си ги реализираме и нашите црни ништа. Тоа беше проблем. Буцевски, памтете докај стигнавте. Извини, ја земам малце време. Мораме да направиме пауза за реклами. Еве не повторно назад во студиото, каде што, само да подсетам, седиме заедно и разговараме со амбасадорот Ивица Боцевски и амбасадорот Маријан Ѓорчев. Еднаш амбасадор, секогаш амбасадор. Нели, нема потреба да се каже поранешни. Ѓорчев, зборуваме за нарушените односи помеѓу Македонија и Бугарија. Вие рековте, нели, тие односи не биле секогаш добри, но имало времења кога тоа по-господски се решавало и двете влади се однесувале подобро. Дали воопшто може да се најде формула за иднината помеѓу Македонија и Бугарија, ако во фокусот постојано е историјата? Во една друга прилика, во еден друг медиум, ви ми кажавте дека Полска и Германија со децени не може да најдат заеднички јазик за нивната заедничка историја, а да се разбереме, споделени заедничка историја имаат сите европски народи, нели, повеќе или помалку. И околу ние територии, дали е Гдајнск или Данцинг, нели,
тоа е спорна територија на она источна Прусија, Шлезија и така натака. Била спорна територија. Немам, историјата е спорна. Сега територијата не е спорна, но уште историјата е спорна. Се уште дискутираат. дискутираат, но под закрилото на Обединетите нации. И тоа воопшто немаат блиски ставови двете страни. И нема договор никаде нема на повидок. Доправо со тоа ќе се соочат и Украина и Полска, и Словачка и Полска, и Романија, и Словачка и Украина и Романија околу Трансилванија, но поентата е следна. Јас веќе кажав, имало моменти, светлосни моменти, еве еден Ивица беше во советник и председател Иванов, значи пред подпишувањето на тој несреќен, јас го нарекувам несреќен, штетен договор за Македонија, председателот Иванов изрази желба да биде почетен доктор на БАН. Иако не е член на Македонската академија науки и уметности. Значи на Бугарската академија. На Бугарската академија науки. Јас бев кај председателот на академијата Воденичаров. Разговаравме на таа тема. Тој изрази спремност, подготвеност. Се реализираше тоа со еден прекрасен говор, со еден прекрасен елаборат, со она што вашиот председател го искажа, беше примен како почетен член на БАН. Потоа имавме средба и со председателот Радев. Радев даде вечера. Значи, самото однесување на Радев беше поинаку во тој момент од она што ние го говориме денес. Ма го немавме договорот. Го немавме договорот и работата беше дека луѓето во Бугарија, значи оние добромислечките луѓе кои што ни мислат добро за двата народа, за двете држави, се однесува пристојно, цивилизирано, коректно. Пак ќе кажам, многу писатели, многу општествени чинители, уметници, диригенти, еве Христо Христов, еден од нив, внук на Гоце Делчев, внук на братот на Гоце Делчев, тогаш беа во друг, би рекол, амбиент и беа слободни да кажат и за своите чувства кон Македонија, за своите емоции, па дури има и емпатија кон Македонија. Сега тоа го нема. Значи, за овие 9 години се направи еден таков стегнат амбиент. Јас со години од дете одам во Бугарија, затоа што баба ми од Серес, таа имаше своји блиски роднини разменети со спогодбата Молдов-Кафандарис. Прво биле во Стамболиски, потоа преселени си ја барале Македонија, па во Пиринска Македонија отишле, југозападна Бугарија денешна. И така тие си се одев од дете во Благоевград, во Банско, во Сандански. Друг беше амбиентот, дури и во таа социјалистичка Бугарија, во тој македонски дел од Бугарија, каде што тоа траење на таа културна автономија траеше се до и кога се угасна таа социјалистичка Бугарија на 10 ноември 1989 година, вие кога одевте во Бугарија и кога кажевте дека си македонец, еднаш бев во исто така една реминисценција, бев во Москва, требаше да извезуваме сладолед во Москва кај Гуштеров, кај Ристо Гуштеров као шеф на нашето дипломатско стопанско представништво. И во зградата кај што тие живееа имаше и бугарски стопанственици. И на нашиот македонски представник детето нешто имале со некој друго дете расправија, плачеше и тој бугарски представник му вика: "Зошто плачеш, ти си македонец? Македонец не плаче, бе, не се плаче македонец." Значи, тоа е 91 година. Значи, пазите, говорам за нешто за кое што сум го доживеал. И дури јас и ден денес кога одам во Бугарија, немам никакви проблеми, без разлика што говориме ета на осетливи теми, но тие мои пријатели, како што беше еден Румен Србезов, директор на Токуда, кој што изгради болница, дипломат во 2 мандати во Јапонија, министер во времето на поранешни влади на социјалистичка Бугарија, веќе во години човек, те чекаат, те угостуваат, или Кирил Пендев, директорот на Балканска банка, тоа се долгогодишни пријатели. И тие не ги напуштаат тие добри односи кон Македонија. Да, ама јавноста е некако на нож. Сега, јавноста е на нож, меѓутоа тоа е веќе индоктринација, знаете. Вие ако кога ќе ве нанесе бранот, кога ќе ве понесе бранот на општествена живеачка или позиција или добар статус во општеството, вие мора да го следите тој. Па ние сме живееле, сепак и јас сум живеел веќе половина мојот живот го помина во социјалистичка Република Македонија, половина во новата суверена независна наша Република Македонија, демократска. И можам да кажам дека имало и кај нас одредени ситуации кои што ве терале
да носите некакви одлуки кои што вие не се согласувате со тоа. Па и во демократска Македонија. Имало такви ситуации. Посебно во демократска Македонија. Значи поентата е тука да извлечеме заклучок дека не е се така црно. Еве и самото однесување на Радев беше поинаку. Јас бев таму и дел од тој круг на дипломати кои што добро знаат бугарски јазик и тие имат многу добра практика. Радев дава ручек на тој бугарски круг на амбасадори кои што знаат бугарски јазик и таму се водат некои дебати. Тој стално даваше ручек 3-4 пати во текот на една година. Многу пати сме седели и друго беше однесувањето на Радев 2016 до август 2017 година, друго е после. И еден председател го промени своето однесување. Значи после средбите со Иванов, после тоа дури Радев го прими Иванов без да биде, уште не беше назначен за председател. Првата средба Иванов побара да се сретне со Радев беше во Народното собрание, јас ја обезбедив средбата пак преку Академијата бугарска, отидовме таму, се сретнавме, разговараа многу важно, многу добри теми се отворија во 2000 и крајот на 2016 година. Уште не беше тој прогласен за инаугурисан за председател. Значи наместо да говорат да донесу напредување на односите, тоа сега значи лекомислено, би рекол наивно, без проучување на важните елементи во градењето на некои односи, чисто од некое ветување. Јас сум убеден дека тие луѓе кои што, отворено кажувам, тие луѓе што спроведува шарената револуција, пак ќе кажам, нема демократски шарени револуции. Сите се со одредена цел. Амстердамски тројки, Димитров, Лазаревич, Димшовски, кој ги прати, како дојдоа, дебата кај Васко Попетревски бев на една емисија со Никола Димитров и Васко таму, напади врз актуелната влада, презадолжена Македонија. Немаше врска тоа. Тоа немаше врска со реалност. Сега кога ќе споредиме колку била задолжена Македонија 2016 и сега, на крајот на 2023, која таа е последна година која работел коалицијата СДСМ-ДУ, тоа е катастрофални несразмерни податоци во однос на задолженоста, јавниот долг во однос на еврообврзниците и слично. Сакам да ви кажам, тој момент на недемократска, насилничко превземање на власта, никош не се виде записникот на како е направен записникот во собранието, колку пратеници гласале за таа влада. Никош не се откри на кој начин можете вие да судите во 12-11 сат навечер да ги носите луѓето. Едноставно тоа насилие премина, граѓанско насилие од една страна, што не го оправдувам јас, меѓутоа тоа насилие премина во политичко насилие. И тоа политичко насилие се рефлектираше не почитување на референдум, а референдумот јасно кажа дали сте за промена на името за влез во ЕУ и НАТО. И тој референдум не успеа. Требаше 800.000 некаде и нешто, имаше 630.000 гласови. И сега вие како можете тој референдум, кој што ако сега има некој уставен суд после 20 години, еве сега донесе некоја пресуда за промена на имињата на улиците во Тетово, нели? Уставниот суд. Во полн состав уставен суд, со чиста свест, храбра одлука, да каже дали има право извршната власт да промени име спротивно на волјата на граѓаните на Република Македонија. Дали е тоа уставно? Дали навистина тоа е противречно со уставот или не е? Е тука лежи одговорот. И се тоа што нас ни се случува сега. Суд можел да донесе таква одлука? А секако дека може, затоа што пазете, вие името не е ваше, мое, на господинот Боцевски, тоа е име на сите граѓани на Македонија. Нема не се изјасниле за референдумот е неуспешен. Вие мора да имате успешен референдум. Еве Косово имаше успешен референдум. 2008 година судот за правдата во Хаг кажа дека тој референдум покажува дека тие треба да бидат независна држава и покрај тоа што другата страна, Република Србија, не го дозволува тоа. Значи мора да имате успешен референдум. Кога имате успешен референдум, имате легитимитет. Е се тука се поставува прашањето на тоа насилие, на тоа политичко насилие, на начинот на однесување, кој што изроди толку многу кај нас неправилности во политичкиот дискурс. Првата забелешка никој не ја кажува, на сите извештаи немање политички диалог. Значи нас тоа ни недостасува. Ние како позиција и опозиција, независно која партија е, немаме политички диалог повеќе. Јас се сеќавам, па и господин Боцевски се сеќава, он беше исто во влада, кај што ние со опозицијата во тоа време, јас и како опозиција сме разговарале со многу функционери од СДСМ за градење заеднички ставови околу локални избори, околу закони за дали да биде една изборна единица или повеќе изборни единици. Сме имале диалог.
со потпредседатели на влади Буздевски, со Сега имаше некој диалог, ама не успешен беше. Добро, ама сакам да ви кажам, имало доверба, некаква доверба. Што мислите со Ѓорѓи Спасов, министар за правда, дискусии 96-97, потоа како влада ние сме имале битни состаноци околу војната 2001 година, покана на премиерот Ѓорѓиевски да дојде опозицијата во владата да разговараме. Добро, имаше некоја влада за Што беше значајно тоа? Многу значајно имаше диалог, имаше политички диалог и тој политички диалог независно како ќе заврши, останува трага во историјата дека вие разговарате. Вие се борите за донесување некаков консензус околу Македонија, за Македонија и тука тоа сега отсуствува. Не, го спомена изборниот закон, види. Тоа беше до вчера. 96 и 98 година тогашното ВМРО ДПМН и тогашната Демократска партија беа консултирани и со владата што имаше 110 од 120 претеници усогласува едногласно изборни законник и за локални и за парламентарни избори. Пази се, значи имало свест дека се случи тоа што се случи 94 година, значи со вон парламентарна опозиција со нив се правеше консензус за да се, значи точно сум учествувал во тие разговори, затоа знам. Да. Бевме надвор од парламентот, но и со председателот тогашен Глигоров и со владата на Црвенковски имавме повеќе кратни средби, десетици средби сме имале. И на вакви договоривте? клучни теми. Разговаравме многу конструктивно, затоа го несовме моделот 35 пратеника 85-35 пропорционален, 85 на мнозински систем. со само двајца втор круг исто што беше иновација. Да. Важно, едноставно имаше диалог и заедно го донесовме тој закон. И тоа според мене Македонија на некој начин тоа беше некој микс, два пати одевме на мнозински систем, потоа преминавме полека со квотен би рекол режим на пропорционално мнозински систем. Се наметнува некако, нели, ако кажавте сите овие примери од минатото за диалогот, нели, отсуството ова. Дали нас не спасува, единствениот спас во моментов ние да имаме внатрешен консензус по било кое прашање, а најмногу по ова, нели, кое што го имаме спорот со Бугарија и тие евроинтеграции. Точно, меѓутоа пази се, тоа е точно, меѓутоа од друга страна еве ако гледаме историски секоја точка на која што потоа се повикуваме, нели, како некој историско достигнување, најчесто била точка на жестоки судири повеќе од точка на консензус, затоа што ќе помогне. И јас мислам дека некои црвени линии се поминати, еве го спомната оваа нотата што открија бугарите. Значи еве за момент да оставиме и елаборацијата на премиерот, да оставиме и ова, како би рекол, една мало граѓанска дискусија што тече во јавноста, што било, како било, да го видиме самиот чин, вие да откриете еден толку сензитивен документ на соседна држава. Тоа кажува за вашиот однос кон таа држава. Тоа кажува за еден понижувачки однос. Сретнале ли вие тоа да се Не. Никога. Боже сачувај. Ја прв пат слушав за Па таква. Боже сачувај, посебно, пази, јас службував на еден континент со развиено меѓународно право. Ако некаде, затоа што пази се, знаеме Монрова доктрина една друга и да се одбранат од тоа, во Латинска Америка меѓународното право има една врвна димензија. Па посебно нивната меѓусебна дипломатска комуникација, тоа е доведено, нам ни делува дека е доведено до абсурд, затоа што малку на Балканот сме понеформални. Меѓутоа, кога ќе загребете зад површината, гледате дека тоа има длабина. Длабината е да не се дојде во ситуација каде што некоја држава ќе се почувствува омаловажено, подценето, дека ова е напад. Да се разбере. Класичен напад е со нотата. Не, ова е срамота. Вие да откриете, без разлика, во дневна комуникација се случуваат, се откриваат, меѓутоа да објавите вие нота. Како да кажам, тоа е, значи не ја третирате другата страна за равноправна, не ја третирате за меѓународен субјект. Кој беше коментарот потоа? Тоа е вика стара работа. Не може да е тоа коментар. Не може така да се. Не може, дипломатијата. И јас мислам дека тука е да споредам. Гледаме Британија колку има колку е жестока расправата помеѓу нив. Меѓутоа кога излезе оној документот дека руската разузнавачка служба работела против Кир Стармер, премиерот, па се наредија сите партии да го поддржат. Се знае каде е линијата кога сите сме нападнати. Ова е напад врз сите. Ајде да се вратиме на една друга ситуација.
Еве, тука сме со еден протагонист од таа работа. Сеќавате кога на еден многу лош начин Радев му одговори на Пендаровски. Сега контекстот ми бега од која што. И јас и амбасадорот Ѓорѓев излеговме да кажеме дека Пендаровски е мојот председател, ова што го прави Радев не е во ред. Во тоа време не бевме во длабока опозиција, не знам како да го опишам тоа, во пусијата. Меѓутоа, нападнат институцијата, председател е нападната, државата ти е нападната. Македонската држава беше. Нели? Значи, околу некои работи нема пардон. Околу некои работи нема пардон и не треба да има пардон. И тоа, види, тоа пречи. Така што мислам дека недоволно доби внимание оваа целата работа и некако гледаме да тргнеме, не треба. Мислам дека треба до крај да се изведе таа работа, дека со нотата? Да. Имаше настап министерот Муцунски, добар настап. Но не е доволно само тоа. Мислам дека потребна е многу поширока дискусија, поширока дебата. Не сме ние тие што ги правиме проблемите луѓе. Не сме ние тие кои што нешто оспоруваме или кои што оној несреќен напад. На крајот на кришната бугарската амбасада едноставно не стави. Добро, тука сметам дека точно тоа е работа која што треба да се испита затоа што е потврлање на нашите служби. Нема збор. Значи, не може насред војна, согласен. Не може насред војна CNN од Техеран да јавува секој ден и ништо да не им се случи на екипата. Значи, тука мора да има одговорност внатре во Македонија. Апсолутно. Каде што ние правиме грешка, треба да кажеме направивме грешки да одиме понатаму. Меѓутоа, има разлика во нијанси. Ова е чин кој што објавувањето на нотата мене ме вџаши. Значи, јас не сум видел, пази, војни се воде во пранешна Југославија. Не се сеќам вака да се однесуваше. Имаше и тајни разговори, јавни разговори. Дознавме дека Милошевиќ и Туџман се среќавале во Виена, па никој не слушна. Ама без разлика, меѓутоа, не видовме ваков однос на Србија кон Белград кон Сараево, кон Подгорица, на Загреб кон Сараево. Мислам, едноставно се иде како да се брише македонската државност. И се нормално е дека од оваа страна ќе има отпор. Од друга страна исто ова што го зборуваме, ама потпишавме договор во 2022, нели, францускиот предлог. Во ред, ама има нешто што се вика демократија. Ако ги собереме гласовите на партиите кои што гласа против францускиот предлог на изборите од 2024 година, па имаме два третини од граѓаните гласале против. За партии кои што се сега на власт и во опозиција, нели, кои што се против тоа. Не може, значи, не само во демократија, во диктатура, па јавното мислење не може да се запоставува. А тек па во една демократија кај што вие утре заутре излегувате на изборна проверка. Не може така. Немаме многу време, затоа би сакал на крај од двајцата одговор на едно прашање, но или ако може така подинамично да се одговори. Што да правиме сега ние? Да напредуваме во Унијата може, но само низ историска комисија во преговорите. Ова календаристички што се прави. Па не, што да правиме? Гледам така, јас нашиот пат кон ЕУ, она што за мене е битно, еве сум имал шанси да бидам 2003 во Солун, Ѓорѓиевски тогаш ме прати мене, седев на иста маса со Венизело, со Надежда Михајлова, друг беше тонот. Значи, се чекаше големото проширување, бев таму во Солун. Имаше многу надежи, па пактот во Романија, после во Букурешт и сето тоа. Меѓутоа, основата е, клучно е, она што го кажа амбасадорот Буцевски, Европа јасно да ги даде реперите како ќе се движиме ние. Тоа преку тиват мене, јас секоја сум говорил преку мојот, она што јас го работев како министер. Пејперот фамозниот дека е патот, па тоа каза тоа. Јас сум говорил она што јас сум го работел. Значи, нас ни даде тогаш со помош на Штојбер, кој што имаше свој човек ЦСУ во Европската комисија во агрокомплексот, нас ни дозволија за 3 години со издавање на една книга за македонскиот агрокомплекс на француски, германски, англиски, во Брисел, контроли тука печеспати, преку еврокомесарот, ние после година и пол ратификации на 1 јануари 2004 година во земјоделието нема квотен режим, нема царини, македонскиот агрокоте
за свежи, сушени, сушени, смрзнати и конзервирани, вие сте дел од Европската унија. Тој пат сега што го предлага нон-пейперот а не е само нон-пейперот, 2 години, и 2004 и 2025 има тимови на Франција и Германија, работат на реформата во Европската унија, тоа што го кажа Макрон. Колку се успешни, изнедри еден нон-пейпер. Но факт е дека тука лежи одговорот на прашањето како да дисциплинира Бугарија или ред други прашања. И она што според мене е важно, Македонија треба да продолжи со силни напори, а дава шанса во делот на енергетиката, транспорт и логистиката, во делот на граѓанските иницијативи, разнообразие на соработка, во делот на студирањето на наши студенти квоти, како што Србија има во Австрија. Значи, мојата ќерка беше од Еразмус во Грац. Веднаш кога заврши студиите, таа заврши, дипломираше, се врати тука. Незините колеги од Србија остана да работат во Австрија и денеска таму работат. Спогодба билатерална меѓу Тадич тогашен и австријската влада. Пазете. Србија не е член на Европската унија. Значи можни се одредени чекори во тоа што кажат, фазното приклучување не го заменува полноправното членство, но вие мора да се движите. Внатрешни реформи, толку што може, тоа не се луѓето не се виртуални суштества, реформите болат, можеме да го направиме тоа што можеме, направивме 25 години реформи, така што пререформирани сме веќе, но ова е важно ние да инсистираме на одредени гранки, енергијата, тука сме многу напред во тие спогодби со Виена, кај што е центарот во енергетиката, во транспортот, да го доближиме нашиот коридор, рефакциите, да добиеме субвенции во делот на нашите транспорти кон Европската унија, и тука полека ние да го јакнеме, да го бустаме нашиот капацитет, а тоа што треба на тој план Европската комисија, јас сум убеден дека нема брзо да донесе одлука за Западниот Балкан, затоа што такви се односите, и полека да чекориме, да кажуваме дека ние сме достоинствени, посветени, работиме на таа задача што ни е поставена од Брисел, и кога ќе дојде времето, како што велеше цар Симеон, на тоа прашање нема дојде на редот да биде одговорено. Бузарски, дали што амбасадорот користи веројатно од внуците старословенски термини како бустање. Ама не, само на оваа тема, али овој нон-пейпер го некој го нарекуваат Европска унија за сиромашни. Не, значи погрешна е таа работа, меѓутоа извонредната работа во нон-пейперот, и јас старословенски почнав, значи е фактот дека влеземе ли ние во единствениот пазар. Тоа е клучно. Исцрпена интеграцијата. Значи тајната на Европската унија е што заедничкиот пазар. Единствениот тоа е Европската унија, нема ништо повеќе. Сето останато е во рете, мислам малку повеќе поезија. Меѓутоа суштината е тоа. Значи вие кога сте дел од единствениот пазар, вашите граѓани, вашите фирми ги уживаат 4 слободи. Евентуално над тоа ни треба да речеме влез во Шенген, над тоа ни треба ова што тие го најавуваат дека кандидатите и земјите членки добијат ист пристап кон структурните кохезивни фондови, значи тоа ни треба. Значи парите ќе ни бидат. Тоа е видете ги ефектите. Гледате што пишува Полска во Унгарија. Вика 85 до 90% од внатрешниот развој, Полска прсна од развој, нели? Е фактот дека си дел од единствениот пазар. Така. Ние видовме ефектите што се случува кога се распаѓа единствениот пазар. Колку посни години беа за нас 90-тите кога го изгубивме тој пазар. Регионален пазар. Кој што беше единствен, факт е тоа, нели? И сега го баравме тоа. Значи, верувај, во 2008 година кога грчкото вето беше максимално, на маса го ставивме ние и тоа. И ни беше одговорено, не е тоа за вас. За вас е другиот пат. Ако сега се стави на маса, треба да се прифати. Не случајно беше колумната на Рама и на Вучич, кои што се со сите нивни слабости, кои што сака нека мисли за нив, најискусни политичари на Балканот. И водат на Западниот Балкан 2 најбројни нации. И едниот и другиот. Збориме за Албанија и за Србија. Не случајно излегува со она колумна во Франкфурт Allgemeine Zeitung кај што рекоа во ред единствениот пазар на маса. Дајте ни. Велите дека комесар европските не ни требаат. Дајте ни го. Значи дајте ни пазар, дајте ни пари, а ако гласаме може и ќе погрешиме. Пази се уште една работа. Во моментот, во моментот кога вие го имате единствениот пазар со 4 слободи,
вашиот пасош и вашата лична карта има еднаква вредност како пасош и лична карта на земја членка. Еден дечко или девојка од Скопје ќе може да живее, да учи, да работи ширум единствениот пазар, што не е само сега его. само еден по еден лагано веројатно. Да, сега индивидуализирано. За Ама ова е колективно друго, државата да колективно, може да да се И сега, позиционира. Тоа ќе биде не ветар во грб, не знам како да кажам. Доколку тоа е веќе добро е што се стави на маса, срамежливо, но се стави на маса. Да, тоа Треба да отива. се зграпчи. Треба да се зграпчи оваа работа. Убаво беше кажано. Ама Радев таму не беше воодушевен со тоа. Не може да не биде воодушевен, за него е добро. Ќе му се трне од... Па сега, не географијата, види, географијата е таа, Бугарија не може со Португалија да има размена, како што ќе има со Македонија, со Црна Гора, со Србија, со Босна. Тоа е географијата. Јас се извинувам, ајде, многу кратко. Досадив со оваа тема, веќе долго време ја зборам, но единствениот пазар е клучот. Клучот. Во моментов фокусот, енергијата, политичкиот фокус треба да се насочи кон влез во единствениот пазар. Ако е затворена вратата, низ оџак. Јас ви благодарам и на двајцата. Благодарам за Се надам поканата. дека ви пријаше оваа дебата и дека во цивилизиран Со добар цивилизирано соговорник е и со завршено. добар водител, секој ќе благодарам. да се разговара. Не е мала работа. Добро на двајцата, почитувани гледачи, на вас ви благодарам на вниманието. Станете со Алфа телевизија.